Еве сега сме на морето. Понаму горе на планината на арапски пишува и свети навечер. На арапски пишува за Господ, за државата и за кралот. Еве овдека може да видиш многу луѓе и ова сето облечени, ама сепак шета тука. Има и луѓе што се капаете таму. Сега ќе прошетам натаму малце, овдека да видиме како е. Еве и водата. Ова е во Атлантскиот океан, што се вика. А заборев да кажам и онаму горе надолу на знакон и постои една тврдина, само тие зидините се од земјотресот уништени се претежно. Нема ништо таму, ама може и ќе појдам, ете има една жичара од овде што се оди до таму. Така да не например нешто лошо да се појде. Ќе видам колку имам време. Инаку е вак, ете. Многу луѓе. Ете и внатре се капа. Па сега сакам да му влезам овдека да не биде не влего во океанов. Сега што се вика ова истиот океан е од другата страна, таму некаде во далечината е Канарските острови. Тенерифе и Гранд Канарија, тие се натаму. А малце подолу е вака некај што сум сега. Yo mate. Good man. Нанаму некаде се уствари Капу Верде. Thank you too. А ваму некаде што се вика пред мене се Канарските острови. Така. Убаво место, безбедно. Појче зеленило од колку што очекував овде, појче има зеленило од колку што беше во Капу Верде. Така да овдека хотели има одма тука првата она убаво е мојот хотел некаде, она му е не е баш на прва линија, позади палмиве некаде, она му се гледа нешто позади антениве, она му е скалести позади шаторите, не е ни битно. Така е. Луѓето таму има базен, вчера се капе во базенто. Ама денеска реков после она сега е некаде околу 5-6 сато. И сакам да влезам во океанов, што се вика, и тој да го пробаме, да го видиме како е. Не, многу луѓе нанаму претежно облечени, има и многу ете посетеност, туристи, сите тие работи. Како и да е, овдека му влегуваме. Така.